Добро вечер. За период од една година финансиската полиција открила случај на злоупотреба на буџетските пари за над 1 милијарда денари. Директорот на управата за наредниот период најави интензивирање на финансиските истраги и конфискација на имот. На одбележувањето на 22-та годишнина од работењето и отчетот на управата за финансиска полиција присуствуваа премиерот Мицкоски, министри од владата, представници од правосудството и други. Премиерот изјави дека очекува сите кои ги злоупотребиле парите на граѓаните да бидат изведени пред лицето на правдата. Во изминатиот период извадивме големи случаи кои што представуваат милионски штети на буџет. Во наредниот период ќе ги интензивираме и финансиските истраги, што ќе значи утврдување, лоцирање и замрзнување на имотот кој што е принос од казниво дело, и сепак суштината на секоја една истрага е парите да ги вратиме назад во буџетот. Значи покрај криминалистичката истрага да водиме и финансиски истраги кои што ќе ги следат парите, ќе го следат имотот. Како една од институциите која што е во рамки на Министерството за финансии, во периодот од една година испорача на вистина сериозни резултати. Станува збор за поднесени кривични пријави за штети на буџетот од над 1 милијарда денари, што е на вистина сериозен износ и не може да се споредува со ниту еден период во минатото. За среќа на граѓаните, бидејќи дојде раководство и во Министерството за финансии и во финансиската полиција, но и генерално во владата, кое што се грижи за народните пари, не дозволува истите да се злоупотребат, а тие кои што ги злоупотребувале да бидат изведени пред лицето на правдата. Така што би посакал да сите оние за кои што постои основано сомневање дека печалеле на грбот на сиромашните граѓани да бидат изведени пред лицето на правдата, а понатаму нормално обвинителите и судиите да си ја завршат онаа работа која што мислат дека треба по закон и по устав да ја завршат. Се плашам дека до 2030-та нема да бидеме во пакетот за проширување на ЕУ. Треба да се биде фер кон граѓаните и да се каже кои се плановите, изјави вечерва во само интервју поранешниот вице-премиер за евроинтеграција Бојан Мариќиќ. Тој е дециден дека е невозможно да има промени на преговарачката рамка. Ние, плашејќи се од тоа да не паднеме некој испит, да не запишеме факултет воопшто, дека тоа ќе биде само на наша штета. Јас не велам дека ние нема да имаме проблеми или дека немаме проблеми. Да, знаете, и со Бугарија, со нивното однесување не влева доверба дека сака вистинско добрососедство, дека и се потпише тој договор 2017 година меѓу Заев и Бојко Борисов, после 3 години дојде ветото. Зашто дојде тоа вето? Јас ви тврдам дека нашата позиција може да биде силна само ако ги штитиме нашите интереси со брзо трчање кон членство во Европската унија. Нормално не брзо плето, секако да имаме црвени линии што ги викаат, ама ако останеме назад или ако стоиме во процесот без да помрднеме, а од друга страна ги имаме Албанија, Молдавија, Црна Гора, кои што се веќе утврдени како некој пакет за следно проширување, мислам дека нашата позиција само ќе слабее. Не можеме да постигнеме сите да не сакаат, но треба да постигнеме да никој не оспорува и да во рамките на ЕУ си влеземе како што сме. Македонци кои што зборуваат македонски јазик. И тоа е возможно. Ние од тоа сме се воделе кога сме ако се појави пак некаква амбиција од Бугарија да ама тогаш ние во секој момент може да станеме од масата и да се заминеме. Тоа никој не може да не спречи. Меѓутоа не можеме заради можноста потенцијална воопшто да не седнеме на масата. Не е тоа фер кон граѓаните. И затоа мислам дека треба да се направи напор. Ако не се прави тој напор, тоа што треба да видиме што правиме ние, каде одиме. Дебата за евроинтеграциите се отвори денеска и на седницата за пратенички прашања. На критиките од опозицијата дека за јазикот и идентитетот никогаш не се преговарало, премиерот Мицкоски одговори дека владата ќе стори се да ги почнеме преговорите, но не како модерни македонци. Ние работевме и предпоставувам дека во овие 2 недели до пленарната седница и вие ќе работите. Ние треба сите заедно да се обединиме.
на оваа тема. Не треба да се двоиме. Така што јас можам само да ви кажам дека ќе сториме се што е во наша моќ да ги отпочнеме преговорите, но тоа нема да го направиме како модерни македонци. Затоа што не е бугари во устав. Или, како рековте вие, 3 нови етнички заедници. Суштината е да создадеме нов топоним, модерен македонски јазик на некои модерни македонци кои што говорат, кои што се дел од македонскиот модерен идентитет. Тоа е суштината. Уставниот суд на денешната седница со мнозинство гласови ги укина одредбите за резидентно и нерезидентно население. Но иако се укинуваат одредбите од методологијата за пописот од 2021-та, резултатите остануваат. На пратеничките прашања во собранието, премиерот Мицкоски денеска предложи и електронски попис идната година. Но тоа го услови со прифаќање веднаш на една изборна единица. Уставниот суд утврди неправилности и прекршување на законот за попис на населението при изведувањето на пописот од 2021 година и укина делови од методологијата кои се однесуваат на категориите резидентно и нерезидентно население. Во образложението од Уставен суд стои дека директорот на Државниот завод за статистика со категоризацијата ги пречекорил своите законски надлежности. Сепак оваа одлука на Уставен е укинувачка, а не поништувачка, што значи дека нема да важи ретроактивно за веќе спроведениот попис од 2021 година, туку за подзаконските акти кои ќе се носат во иднина. Категориите вкупно резидентно население и вкупно нерезидентно население не се предвидени со член 6 став 1 алинеа 1 од овој закон. Со методологијата треба да се дефинираат единиците што ќе се попишуваат и белезите за кои ќе се прибираат податоците, а не да се прави нивна категоризација. Државниот завод за статистика како надлежен орган за водење пописна политика, наместо да ги спроведува актите на собранието како носител на законодавната власт, си земал право да постапува спротивно на законското овластување и предвидува категории што не се предвидени во законот, а самиот директор се става во улога на создавач на норма, односно законодавец, спротивно на член 8 став 1 алинеа 4 од Уставот, стои во образложението на одлуката. Во телефонски разговор за Канал 5, екс-директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски вели дека одлуки на Уставниот суд не се коментираат, но со ставки излезе откако ќе анализира одлуката на Уставен. Според пописот од 2021 година, вкупното население и резидентно и нерезидентно изнесува 2.097.319 лица, меѓу кои 54,21% македонци, 29,52% албанци и 3,98% турци. Само со резидентно население пак во земјава има 1.836.713 лица, меѓу нив 58,44% македонци, 24,9% албанци и 3,86% турци. Министерството за економија најавува дека е во завршна фаза изработката на официјалната потрошувачка кошничка за 4-члено семејство, која што според министерот Дурмиши ќе содржи реални податоци за разлика од она на синдикатите, која, како што рече, содржи и производи кои што не спаѓаат во основните или кои што не се трошат во одредени периоди од годината. Што точно таа ќе опфаќа и незиниот износ ќе бидат познати на првата седница на Економско-социјалниот совет, кој што наскоро се очекува да се формира. Дурмиши за намалување на ценовниот шок изјави дека се преземаат мерки кои што треба да дадат долгорочни или среднорочни резултати. Крајното е дека одиме со 4 члена и со реални податоци. При крај ќе биде доставено како прва точка на Економско-социјален совет за да се дискутира врз основа на потрошувачката кошница. Таа што ние сега што го објавуваат синдикатите, нели објавуваат цени кои ги земат само од еден маркет, таа потрошувачка кошница една информација ви давам, ќе земе предвид од 3 до 5 маркети. Тоа беше се. Пријатна вечер.